Доколку сакате да конвертирате вашата SIM картичка во eSIM, потребно е да имате Samsung телефонски уред кој поддржува eSIM профил. За да проверите дали вашиот телефон поддржува eSIM, притиснете го копчето за бирање телефонски број. Впишете # тараба 06 тараба. Доколку на екранот се појави баркод кој во насловот има E и D, тогаш вашиот телефон поддржува eSIM. Во тој случај, доколку сакате вашата постоечка SIM картичка да ја конвертирате во eSIM, направете го следново. Најпрво проверете дали вашиот телефон има барем 50% полна батерија. Потоа, појдете во Settings, Connections и од менито одберете SIM Manager. Ќе се појави екран со информација дека вашиот телефон функционира со физичка SIM картичка. За да ја конвертирате физичката SIM картичка во eSIM, притиснете на SIM профилот каде е испишан и вашиот телефонски број. Ќе се појави екран со мени каде треба да одберете Convert to eSIM. Ќе се појави дополнителен информативен прозорец со информација дека додека трае конверзијата на SIM картичката во eSIM, ќе бидете исклучени од мобилната мрежа на А1. По завршеток на конверзијата, физичката SIM картичка нема да ви биде повеќе потребна. Доколку сакате да продолжите со конверзијата, притиснете го копчето Convert to eSIM. Кога процесот на конверзија ќе започне, времето на конверзија може да потрае и до неколку минути, така да при самиот процес важно е да не ги притискате копчињата од телефонот, со што би придонеле до блокирање на телефонот и или неправилна конверзија. Откако процесот ќе заврши, системот ќе ви извести дека конверзијата од SIM картичка во eSIM е успешно завршена и со ова вие повторно ќе бидете приклучени на мобилната мрежа од А1. Физичката картичка која ви е во телефонот можете да извадите бидејќи повеќе не ви е потребна. Доколку сакате да го префрлите вашиот eSIM на друг телефон кој не е Android, побарајте од А1 да ви испрати имејл со QR код за активација на eSIM. Доколку сакате, можете да го погледнете нашиот видео туторијал Активација на eSIM картичка за Android и iOS уреди. Доколку сакате да го префрлите вашиот eSIM профил од еден Samsung телефон на друг, потребно е телефоните помеѓу кои ќе се изврши трансферот да бидат на минимум верзија 8.5 One UI. За да го направите трансферот на eSIM профилот од телефон испраќач кон телефонот примач, поставете ги телефоните блиску еден до друг со отклучени екрани и активирани Bluetooth и Wi-Fi. И на двата телефони влезете во Settings, Connections, а потоа во SIM Manager. На телефонот примач притиснете Add eSIM. Ќе се појави дополнително мени од каде треба да одберете Transfer SIM from Galaxy Android Phone. На телефонот примач ќе се појави екран со графички прикази и објаснување дека телефонот кој го испраќа eSIM профилот, како и телефонот кој го прима eSIM профилот, е потребно да имаат активирана опција за заклучен екран. На екранот од телефонот примач ќе се појави шестоцифрен број. На телефонот испраќач ќе се појави екран со прашање дали да се дозволи трансфер на eSIM профилот кон друг Samsung Galaxy телефон. Доколку сакате да продолжи префрлањето, притиснете го копчето Трансфер. Ќе се појави екран кој ќе побара да го внесете шестоцифрениот број од телефонот примач. Притиснете Next. На телефонот примач ќе се појави екран од каде треба да одберете кој eSIM профил сакате да го префрлите од другиот телефон. Доколку имате само еден профил, автоматски ќе биде селектиран. Во спротивно, направете селекција со притискање на профилот кој сакате да го префрлите. Притиснете на копчето Трансфер. На телефонот испраќач ќе се појави екран со известување дека eSIM профилот со телефонски број треба да се префрли на другиот телефон. Доколку сакате трансферот да продолжи, притиснете го копчето Трансфер. За кратко време процесот ќе биде финализиран. Бидете трпеливи и не притискајте ги копчињата од телефоните доколку тоа не биде побарано од самиот систем. На телефонот испраќач ќе се појави информација дека eSIM профилот е префрлен и додаден на другиот телефон. Притиснете го копчето ОК за да продолжите со префрлање на вашите контакти на телефонот примач. Ќе се појави информација дека префрлањето на контактите е извршено. Притиснете го копчето ОК и вашиот телефон е спремен за користење. Ви благодариме на вниманието.